Ние не губиме само од јадрото демографско, младо население кој што треба да носи и економијата и сите останати процеси во државата. Ние го губиме најквалитетниот кадар, што е уште пострашна работа. Се соочуваме веќе со недостаток на работна сила во државата, а уште повеќе со квалификуван недостаток на работна сила. Јас не говорам само со високи школи и така натака, со специфични занимања, занајати кои што се итекако барани и потребни на пазарот на трудот. Во социјализмот тоа беше политички сокривано, ние никогаш не сме викале во тоа време и селеници, викавме нашите граѓани на привремена работа во странство, што никогаш нема да се вратат. Меѓутоа некоја си политика да се сокрие и тогашните пописи дури ги вклучува и овие лица кои се надвор, за да не покажеме дека ние имаме помалку, што беше сосема погрешно од било каков аспект, не говорам од политички, говорам од демографски аспект. Сега одеднаш почнуваме и гледаме овие работи, иако кај нас пописот се сваќа политички сосема друго значење има во државата, како третман има пописот и слично, меѓутоа клучот е да ги видиме демографските особености.